Денешното Евангелие ни зборува за една средба, и тоа не било каква, туку средба која го менува животот на жената Самарјанка, а може да го промени и нашиот. Замислете ја сцената. Исус седи покрај еден извор, изворот на Јаков, жеден и уморен, и доаѓа Самарјанката сама, и тоа во најтоплиот дел од денот. Доаѓа на изворот како нешто сосема секојдневно, како кога ние одиме на пазар, на работа. Не сака никој да ја сретне, зад себе има уништени, болни, неуспешни врски, и тоа преполни со осуди, со срам. И токму таму на изворот, во таа нејзина ситуација, Бог ја чека. Сака да се сретне со нејзиното вистинско јас, а не со маските кои ги носи. Зато и вели тивко, дај ми да пијам. Колку од нас се чувствуваат како таа жена? Носиме маски, проблеми, неразбирања, кои никој не сака да ги слуша, грижи, кои со никој не ги споделуваме, рани што ги криеме, па дури и од самите себе. И денес Христос ги упатува истите тие зборови до нас. Дај ми да пијам. Но не бара само вода, туку го бара нашето време, внимание, нашето отворено срце. Колку пати ние сме жедни не за вода, туку за смисла, за прифаќање, за мир во семејството, за простување. А ние како Самарјанката одиме по тоа што мислиме дека ќе не засити, задоволства, работа, забава, друштва, одмори, кариери, но внатрешно чувствуваме дека остануваме празни. Таа жена сме сите ние со нашите гревови и падови, нашите маски пред другите. Но Христос не бара совршенство, туку искреност. Исус не ја осудува жената, иако го знае нејзиниот живот, но ја гледа нејзината жед по вистинска љубов. А жената ја остава стомната со која дојде по вода и трче да им каже на другите. Го остави стариот живот зад себе, затоа што најде нешто подобро, нешто што вистински заситува. Така и ние, кога ќе се сретнеме со Христа, не можеме да останеме исти. Ќе сакаме да го споделиме тоа со другите, дома, со ближните, со соседите, на работа, со сите. Денес Исус те среќава и тебе во твојата секојдневна рутина, во твојата уморност и твојата безсмисленост. И те прашува, зашто си жеден? Зашто копне е твојата душа? Ти му дозволиш ли на Исус да ти даде вода која тече во живот вечен? Не бегај од тоа прашање. Не се срами од твојот поранешен живот. Христос го знае и те сака. И не мора да зборуваш многу. Доволно е само да го отвориш срцето и да побараш таква вода за да не ожеднуваш. Останатото Господ ќе го направи. Тоа е тука на изворот на твоето секојдневие и ја бара твојата согласност да може да прочепка низ твојот живот и да го постави на вистинскиот пат.